Недостасуваат лекари, рентгенот работи само по 1 час предпладне и по 1 попладне, што е премалку за тој наплив на пациенти. Дојдовме во ситуација дури и за пари да не можеме да ја добиеме потребната здравствена грижа. Активираме врски, роднини, пријатели за да дојдеме до потребната терапија, а и неа ја земаме на вересија. Кога требаше мојот брат да го носиме во Скопје, ни рекоа без депозит од 12.000 евра да не тргнуваме. И другиот ден, мојот брат на 38 години си почина. Оти во недела немаше дежурен доктор, на уво носи грло во Прилепската болница. По 4 дена почина и татко ми. Ова се само дел од болните и тажни реакции на социјалните мрежи на прилепчани, кои посредно или непосредно деновиве се соочуваат со хоророт предизвикан од COVID-19. Не сакаат да зборуваат во камерата на Алфа, но видно вознемирени, телефонски ни го потврдија ужасот кој го преживеале или го преживуваат пред се, како што велат, заради низата пропусти во здравствениот систем и целосната неорганизираност. Гордана Ристовска пак е млада медицинска сестра со искуство. Била ангажирана во 5 до 12. Крајно потресно е и нејзиното сведоштво за Алфа за тоа што се случувало во болницата. Влегуваш и буквално го погледнуваш чудовиштето. Очи во очи сте. Грозоморно е и монструозно. Земана крв за крвна слика на пациенти, без име и презиме на пипетите. Ниту упат, тие пациенти, другиот ден, наредниот ден, ќе дојдат и ќе бараат резултат, кој нема да го добијат. Едноставно нема, невозможно е, бидејќи не се знае чија крв за крвна слика е земена. Имаш тестирани пациенти, нема резултати за нив. Пациентите се гладни и жедни за кислород и вода, но нема кој да ги обскрби. Директорот на болницата, пак доктор Драган Богоевски, кого телефонски го контактиравме утринава, јасно ни стави до знаење дека не бил задоволен од нашиот начин на известување и дека доколку продолжиме така, во иднина нема повеќе да ни дава никакви информации. Сепак, тој ни потврди дека во моментов во Прилепската болница хоспитализирани биле околу 110 пациенти. Од вчера пациенти се сместували и на гинекологија, кој е и последниот слободен оддел кој е преадаптиран во ковид центар, покрај оние во интерното, очното и во ушното оделение. Проблемот со кадарот останувал, но се снаоѓале некако.